Здраво, живо! Ова е петочно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Панче. Здраво, Марина. Се врати од Македонија. Јас се вратив, многу го си поминав. Супер. Ти си положи, сега си со тапија. Јас ти положив да се навратиме малку, прво да кажам, освари дека еден петок не немаше, мислевме дека нема да приметите, ама многу не праша, ни пиша. И богам Фала мене. многу. Да. Фала многу што пишавте луѓе. Тогаш не успеавме, мислам си снимавме, ама не успеавме да го обработиме, да обработиме епизодата, бидејќи Панче тргна за Македонија, а јас се спремав за испитот по преведувач по македонски и беше ептен кнап на работата. Ама ете Панче си помина убаво, јас положив. Фала Богу. Марина си сега штатиш сега... anerkannte Dolmetscher und Übersetzer von Mazedonisch auf Deutsch und Deutsch-Mazedonisch. Така е, да. Во понеделник од дома си го земам да ме овластат уствари на суд, да си го земам печатот и веќе, ако му треба некој, навали народе. Да, навали, да. Од това чекам. Многу се радувам. Ја. И во склопот на ова, тоа. ама имавме еден друг датум биден, баш кај што Европското првенство си тера, например, и си води, например, германците ќе играат вечер со шпанците, тоа ќе биде многу јако, за кратко, за нарочно ја снимаме емисија по Наса Бајле, за да можеме да офатиме фудбалов вечер, да не се замараме со тоа. Ама ќе стискаме раци, ќе стискаме нози што е можно да тепаат. Ама имаше нешто друго. Датумот 27.6. 27.6. да се проучу некако низ групиве, не е ништо, мислам, ново. Се донесо новиот закон за државјанство, односно, па не е нов, тој си е законот, само се сменија условите. Да речеме долго очекуваниот, што многу наши сакаат да не се откажуваат од, да речеме, од македонското државјанство. Да. Информација за оние што имаат европски пасоши, да не навлегуваме во државата, може германскиот пасош и пред тоа да го земат без да се откажат тој пасош. Бидејќи да. Тоа право како европски државјани го има да си поднесат и за германско државјанство. Да. Тоа беше секогаш малку као дискусија, може, не може, малку е сива зона, ама теоретски е можно сите три да ги имаш. Па така ќе испадне сега. И сега ќе биде, да, сега веќе ќе може, ама и порано можеше некако. Да, порано можеше, ама не требаше да знаат вие тука. Да, така е. Yeah. Ама не е битно. Сега е тоа легализирано. Сега тоа си важи. Сега си е легализирано, значи може да си ги зачувате пасошите, и македонски, и друг, и трет, и кој ќе ви притреба, тој да го користите. Сега епизодава ќе правиме ние да кажеме што како се смени, кои се некои услови, прибедејќи познавајќи ја историјата, да речем пред 23 години кога поднесував јас за германско државјанство или ние кога поднесувавме како фамилија за германско државјанство, работите беа поедноставни. Беше покомплицирано да се одјавиш од Македонија, да речем, а поедноставно тука никакви формулари, никакви тестови, никакви јазици, никакви за 5 минути разговор имавме да речем у општината у Бадемс, таму кај што ни беше у Крајсве Валтенгот, и толку беше рекоа alles gut, ја и добивме вакво е. Сега работите се менјаваат. Сега поедноставното е македонското си останува, ама тука еден куп работи. Ако спомнеме само формуларот за барање за државјанство германско е 25 страни. Катастрофа. Маша. Тоа што него нема, барем ваму во Гисен кај што работев и кај што живеам, не можеш да си го симнеш барањето и да го пополниш и да го пратиш, туку ти треба еден термин прво за советување, да ти кажат они кои документи ти требаат, според која правна основа тебе ќе ти дава државјанство и ти го даваат барањето делно пополнето од нив, тоа е супер. Да. И плюс листа со документи, онака цело туце. Важно е вториот термин кога ќе се дојде да се предадат документите, усвари, треба пред нив да ги подпишеш. Тоа мислам дека секаде е така. Тие се најбитни последните 12 страни. Оти се е тоа некакви потврди
дека, ама сега ќе кажеме кои се предусловите за да се со новиот закон за ваквоето, со промената, да речем, на законската регулатива за добивање на германско државјанство. Првата и основна е дека пред тоа, како странец, требаше да имаш постојан престој од 8 години. Значи, unbefristet или од 8 години не можеш да станеш германец. Сега ја намалија таа, да речем, граница на 5 години. Да. Порано имаше олеснување за посебни интеграцијски некои дела, кои што, например, беа ако си студирал тука или ако имаш познавања на ниво на C1, познавање на германски јазик, можеше да се скрати на 6 години, односно ако имаш интеграционско завршено на 7 години. И во многу ретки случаи за посебни спортисти, посебни фаци, можеше и на 3 години да се намали, односно тоа важеше и за брачни партнери на германци. Германци. Точно. Сега и тука постои, например, таа можност за побрзо да се, например, за тие 3 години, се уште ги оставија и тука, како што речете, истото остана. C1, јазикот да го знаат, да си го, сами да си го се движува за својот, да речем, животен стандард и посебно интегративни услови, да речем, кои што ги зборувавме ние во епизодата за хоби, да си во, например, во пожарната, да си активен во некои клубови, да си, да речем, добар ученик, да си добар работник и тие работи, со тие, например, некои потврди документации, може тоа целото да се скрати од 5 на 3. Мада, до 3 години C1, тешка работа, али? Па да, тешка, ама ако некој си учел, ако некој си учел во Македонија, не е невозможно. Значи, рековме, двете, 5 години и неопределен, и сепак визата треба да биде на неограничено вакво. Значи, ако е ограничено, може, постои шанса да тоа не го признаат како услов за добивање на државјанство. Значи, визата треба да биде на неопределен, unbefristet. Нема секогаш да биде тоа случајот, пошто реално unbefristet добиваш исто после 5 години, горе-доле, некој за 4, некој за 3, ама у принцип може ако имаш и работна виза, нели, и било која друга, само да биде, нели, да биде среден престојот. Со фикцион бешајнигон може да се информирате, ама тешко треба да се биде среден престојот. Да. Они пишат дека таму ќе има некои исклучоци во тој поглед, али ќе има во ГИС, например, таму кај што работам, тоа можеше со фикцион можеше да се поднесе за државјанство, бидејќи нема логика да поднесеш и за државјанство и за неопределен престој, дека скапо е и тоа и тоа. Ама треба да ви биде среден престојот во секој случај. Да. Со студентски престој не може да поднесете за државјанство и покрај тоа што има констелации што само што ако некој студира, ако заврши, ако најде работа, ако земе работна виза, под одредени услови може и многу брзо после тоа да земе државјанство. Ако има работено, например, повеќе од мини-джоб и уште некои други услови. Останува и понатаму предусловот дека не треба да бидете гонети, дека не треба да бидете да немате некои спорови со кривичниот закон тука. А за мене што се смени овдека, значи интересното е тоа дека ова што е со сигурноста на животниот стандард. Значи, тоа е построго станат. Мислам дека построго е, пошто сега веќе никакви лајстунги не се дозволени од СГБ 2 и 12. Порано беа и агенцен де лајстунген дозволени, односно за бегалци, значи тие што беа бегалци тука, можеа после 8 години да земат државјанство со целосно примање на социјални. Да. Тоа веќе нема да може. И тука стои дека може да биде на дори, например, ако добива, например, социјална помош, може да негативно влие спрема бонитетот за одобрување на германско државјанство. Значи тука доста го, да речем, го стегнаа таа одредба ја стегнаа, така да луѓето треба да бидат, например, во работен однос за да може, значи предуслов е да бидат во работен однос. Да. И не само за себе, туку и за цела фамилија треба да се. И за цела фамилија, точно.
Со следната например пречка е порано што например кој што реков, ја кој што спомнав, јазик никаков сертификат не им побара. Сега? Стварно? Не. Што отидов таму се разбрав со него, гунтак. Стварно? Мене ми бара, те баш се оствари добро, што сам си кажи, иначе ќе те прашав како било твојот. Не, никаков сертификат. Ја немам никаков сертификат, ја сега почнам некои работи сертификатски да ги цитирам, че до сега сум... Стварно? Самук да речем. И ни Einbürgerungstest не правеше? Не бе ништо, апсолутно ништо. Која година зема ти државјанство? Мислам 22 години веќе го имаме. Во е третиот пасош, сега дадовме за продолжување, трет пасош вадиме сега. Третиот пасош ни е во. Значи, ја влегуваме веќе во 20-25 година, пред 20. Да. Ништо. Кај нас проблемите беа доле дека се отпишав, дека се откажав, дека ваму, таму, воано. Не веќе колку 9 месеци траеше во какво е тоа. Вие тука за 3-4 месеци пасошите таса. Мене обратно до искуството е у Македонија за еден ден, завршив работа, знам од Сабајле до попладне шетав низ институции, ваму подноси, таму подноси, без врски, без ништо. А тука беше тоа каша попара. Значи тоа беше, ја би живеев тогаш во село, имам кажано, и мислам дека бев единствената таму што бев странец и што поднесе за државјанство. И тој беше скроз, значи не знаеше што да прави. Во матично требаше да... Односно во општината, и тој матичарот. Тој беше и за државјанство. Да. И не знаеш, тогаш бев со германец. Да, со германец мажена и ми бараше потврда дека последните 3 генерации, значи дедото, прадедото, таткото, дедото, прадедото на бившиот сопруг, дека они биле германци. И тука беше, значи, потрага, ајде, ваква оконде, такво, и после на крај искочи ствари ништо, тоа не требало нормално. Не требаше, ама битно ја све си поднесов и после ствари тоа барање се препрати на регирungspräsidium, кај една службеничка, која што после некоја година јас имав и службен контакт со неја, дека нели почнав ваму да работам. И искажи дека таа била единствена што нема некои посебни права, односно само таа не беше, не знам, некоја посебна службеничка, што знам, со посебни прави, затоа морала за секоја одлука да се осигура кај шефот и затоа она по 5 пати исти писма, значи тоа беше година дена може да траеше, само тој ден. Па после исто има проблем со името, презимето, имав тупло презиме, а пасошот ми беше само на моминското. Па ајде тука, значи преписки многу и која ми даде конечно потврда дека ќе земам државјанство во Македонија, тоа го средив за неполни 4 месеци. Потврдата стигна во амбасадата во Бон, ја земав од таму и завршена работа. И на времето во Франкфурт имаше конзулати, таму ни го испрати од Македонија дека сме отпишани више конечно, ама доле беше, мислам дека 2-3 пати требаше да одиме надоле, одлично се беше лично. Да, лично, нормално, да. Тоа не може вакво е такво и сите работи доле ги средивме, кои ги средивме тоа, тука беше. Да. Нити јазик, нити се прашуваше за плати и за сите работи, ништо, никакви работи. Мене ми бара и покрај тоа што јас имав завршено во тој, значи кога поднесував, имав завршено обука за административен работник и таму учев, нели, политика, тоа се што се состои уствари во тестот за државјанство и пак ме тера да го полагам. Мене ме прашаа само на времето кој беше вакво бундесканцелар? Кол. Не, тоа беше, јас имав сертификати, имаше документи. Мислам и уште има и ќе има нормално. А сега ако ќе видам, например, 310 прашања се. Па да, толку. 300 и кусур и 310 прашања. Да. Од тие 310 прашања, само се паќа се фатиме памаца да се озбилиме, да се вратиме на тема актуелна. 33 прашања ги добивате од тестот. 30 прашања се од тие, значи да речем, од општиот законски регулативи, лево, десно, политика, како било, шо било, заедница и сите работи, а 3 се во зависност од тоа од која република сте. И од таа република се тие 3 прашања. Сега од тие 33 прашања, 17 ако одговорите одлично, сте положили испитот.
А ако не положите 17, можете повторно да повторите Да. испитот и повторно да си полагате за Einbürger, за Да. добивање на германско државјанство. А иначе текстот или тестовите може онлайн. Тие тестови ги има онлайн. Не? Мислам, тестов, Да. како тест, тие прашања, 310 прашања ги Лесни има се, онлайн. лесни се. Ако знаеш јазикот, ако го разбираш, лесни се. Јас со сите поени го положив. Сам не беше стварно кунст. За 5 минути го завршив. Во припремата на емисијата предатори се тестира, ама нема више да водам до 310, не вика са до 500. А, викам, доста германеците и така ги знаеш. Ајде, сега не те препрашуваат пак. Не им препрашуваат мене. Кој знае може? Ама, мора да се признае дека политичките партии во Германија малце се диаметрални во поглед на ова. И ЦДУ и ЦСУ велат, доколку дојдат на следните парламентарни избори на власт, овој закон ќе го преработат, бидејќи ова е законска одлука. Секоја законска одлука тука може да се преработи. Затоа они сака, например, не успеа да го стават во, да речам, во уставот. Ако е уставот, тоаш не може да го сменат. А сега, со ова, затоа учите, работете, Земете што побрзо државенство. Доколку сакате. Никој не ве тера. Не? Така е, да, не мора. Не мора, значи со работна виза, односно со неопределен престој, може скоро да си функционирате, тука не е нормално. Ама некои работи се поедноставни со германски документи. Да не се лажеме, мислам. Тука е јасно. Фактот тој не ви треба виза, не дека си летате на одмор. Да. Без проблеми. Без секакво пријавување тука онлайн, што друго, само со лична карта, ја уште пасош немам земено, само со лична карта си патувам. Да. За секакви договори што си ги склучувате онлайн, може да се идентифицирате со тие некои посебни апликации што им се за верифицирање на зависи што си купувате, например, не знам, договор за телефон или било што, или за банка, нова банка се смени баш и со германска лична карта многу полесно е идентификација. Али, за да дојдете до германско државјанство, треба, и тоа е најбитната, мислам, тие да речем последните 12 страни од барањето се фактички подпишувањето и тука е интересниот момент. И верувам и кај тебе, ја не верувам дека ти нешто си подпишала само тоа дека ќе бидеш германка или си работи. Ама волку подписи колку што треба сега да ставите. Да. Имаше лојалитет, сега клерунг, да, имаше. Сега прочитав дека и тоа е некако построго, ама не знам како би можело да биде построго. Ај ти може си строгоста, во што се однесува строгоста? Строгоста се однесува дека со ова подпишувате дека во потполност се идентифицирате со германскиот устав. Во германскиот устав е јасно кажано дека решт екстремизмот, значи десничарски, левичарски, значи екстремни работи не се поддржуваат. Дека, например, сте за, да речам, ја поддржувате тоа дека Германија се обврзува да се грижи за еврејското население. Значи, тука тоа е во закон, во уставот е тоа ставено и со тоа подпишувате дека вие се поистоветувате со целото тоа. И да. Тука е многу битниот момент. Доколку направите прекршок на целото ова, бидејќи сте го подпишале целото ова, може да речам, во наредните 10 години, доколку не го почитувате тоа целото и не се придржувате на тие, да речам, уставни законски регулативи, почитување на човечноста, акцептирање на половата, на половата, да. Ај речи, како се вика тоа? Само пределба. Само пределба, точно. Не? Тогаш може да ви го одземат и германско државјанство. Значи, ако направите прекршок, бидејќи цел ферманева цело вакво барањето, и тоа целото. Да. А ја бев запрепастен кога го отворив. Тоа се вика Loyalitätserklärung und Bekenntnis zu freiheitliche demokratische Grundordnung. Да, тоа си го подпишував ја тогаш, само не знам што текстот нормално како е сменет и ги имам сите документи, може да цирам. А ти ја прочитали на крај кога го земавте државјанството, ја прочита таа реченица што треба да се прочита? Тоа кажеш?
Треба да ја прочиташ Тоа го уствари. кажеш, тоа фактички еден го каже и другите го повторуваат. Значи на крај стои на Ишке лобе, не? Јас се колнувам, ишке лобе, јас се колнувам во честа дека ќе го поддржувам германското. Тоа е вакво и го Ich кажеш erkläre таму. feierlich, dass ich das Feierlich, Grundgesetz und die genau. Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte. Ова, Ај. мислам, да ме разбудиш, да, не го прочитав, добро, не се гледа, ама не го прочитав. Го знам на памет, не само поради тоа што го земав, пошто после тоа и работев во делот баш за државјанство. Ja. И 100 пати ја слушнав реченицата. Реченицата. Да, 100 пати. А еднаш ствари се случи, не кај мене, ама кај колешка. Таа реченица треба да се земе при крај веќе, да се каже при крај, значи кога е направена тие, значи изготвена тие уверението, треба само да си го земеш, да ја прочиташ таа реченица, да ти стават печат и толку, да. Термине, тоа е само термин, свечено е, мислам и мене тогаш ми честита и све. Ама треба да го прочиташ, пошто со издавањето на уверението тек тогаш си германец. И имаше еден маж што не можеше да ја прочита реченицата. И се испостави дека е аналфабет, дека не знае да чита и да пишува и дека го фалсификувал B1 сертификатот. И не му го даде уверението, го поништија барањето и отиде. И да. Ja? Blöd gelaufen. Значи на тоа си настојува, значи тоа постојува да се тие законски регулативи. И тоа што е уставот занадено, сега веќе се со подписи. Кој ќе стави тука подпис, знаете сигурно дека со едната нога сте уваква. Подписот тоа е, да. Постојни не се можеш да чеки за ти беше вчера демонстрираш он дека со овие ваму, а тука си подпишал. Со мене ме интересира како они тоа овдека за новиве, например, за ова е ставено, например, кај ја ништо не сум подпишал, и шо пијаќаш ништо, не на времето, не знам што така работи. Не сум кај нека ми кажат мене, дека ја нешто сум направил. Ја немам ништо подпишано. А за овие новите се е под што се вика зациментирано со подпис. Да. Сега, например, да кажем и тоа дека секој барање за државјанство кошта. Да, се смени нешто, видати нешто за цените? 255 евра кошта. Уште да. За возрасен, а за малолетно дете кошта 51 евро. Така 51 ако го поднесете заедно барањето. Заедно. Ако поднесете само за детето, пак си е 250 евра. Ако одите во пакет, тогаш тука може некој вакво и за децата. А иначе, може рече ти, тука одиш со вакво со... Да, кога ги спомна децата, да кажеме дека порано беше, значи деца родени тука, добиваа германско државјанство ако едниот од родителите 8 години живее во Германија и има среден престој. Тоа сега исто се смени, значи со тоа што се смени временскиот фактор се смени и тој дел и сега деца што се родени тука добиваат државјанство ако родителот е 5 години тука. Едниот од родителите, односно 5 години со среден престој. Ако има, не мора да биде герман, не мора да биде германец, само престојот треба да биде. Само престојот, не се гледа ни примање, ни ништо. Точно, не? Значи, кај нас, например, ке првата керка, например, пред 27 години, на времето тогаш ни немавме пасоши германски, меѓутоа сопругата имаше право, не беше подолго од 8 години тука, и веднаш на керката издадоа германски аусвајс издадоа. Со таа разлика што рекоа на 18 години, она ќе може да се одлучи за какво државјанство ќе биде. Не? Да. Значи, тоа е, значи без разлика дали сте германски државјани или не, доколку исполнувате условите во оваа ситуација 5 години престој, имате новороденче, автоматски по автоматизам прибидејќи кој исполнувате тој услов, детето добива германско државјанство во првичниот услов. Со таа разлика што потоа може да се одлучи за постоечкото државјанство. А во оваа ситуација веќе не игрува, бидејќи е веќе валидно е тоа, легализирано да речеме, да имате и втори, трет пасош и само треба да вие да знаете кој сте и шо сте и како сте. Да. Неколку пати го спомнав ова среден престој. Не е валја кај многу луѓе така, али ајде да се спомне. Ако сте поднеле некогаш или ако сте во фаза на барање азил,
додека имате Duldung или Aufenthaltsgestattung, тоа исто не се важи како среден престој тука. Без разлика дали сте, без разлика дали имате дете или не, или дали самите ќе поднесувате државјанство, тоа не се рачуна како валиден престој, Duldung, односно Aufenthaltsgestattung се рачуна понатаму ако барањето за азил ви е усвоено. Да, и сега ќе биде држме мајко. Тоа е друга тема. Тоа е темата која што најверојатно ќе биде најболната тема, а тоа е темата за колку време ќе испадне тој германски пасош од кога ќе го поднесете. Од кога ќе добиеш термин може и нема да трае долго, ама различна е процедурата уствари во сите градови. Еве, например, во Гисен, како што кажав, беа потребни 2 термини, односно еднаш некакво разбирање, дали по мејл, и другиот пат за предавање документите. Во други градови и двата термини уште се, например, лично. Еве, во Келн, например, нема претходно ништо. Ама во Келн веќе ни зимаат, биш? Да, во Келн не ни примаат нови барања. Така ќе биде во многу градови. Најпаметно е да си прашате во вашиот град, општина, зависи кој е надлежен за обработување на барање за државјанства, ама ќе трае сигурно, мислам, по 2 години нереалистично е да се очекува. Моите сознани од Михен се дека од 10 до 15 месеци, за Аугсбург вика 15 до 20 месеци. Значи, од почетокот, значи процесот, да речем, на добивање на германско државјанство, ќе биде толку долг, оти има доста голема навала, има доста вакве, има доста и случаеви, некои се со таков услов, други се со ваков услов, и сето тоа ќе си бара време додека они си го разгледаат, додека они си го утврдат, додека си ги соберат документите, а исто така мора да се подлучи дека во барањето постои и одобрение, значи вие подпишувате фактички одобрение да речем институцијата, зависи кој ќе го води процесот, например, дали ќе биде тоа општината, дали ќе биде тоа Bürgerbüro, дали ќе биде Ausländerbehörde, не, а меѓутоа другиот, да речем, штандесантистите работи што се одговорни за, каде што они по службена должност, покрај тоа што вие ќе им дадете податоци, ќе испитуваат или ќе бараат податоци од тоа каде што е, например, од рентен каса, од здравствено осигурување. Тоа ќе кажав, само не се тие институции. Тие се овие тајни служби, криминални служби, значи тие што не се... Стои тука и дека ќе барат, например, они од Ausländerbehörde и од тоа ваквото. Значи... Покри тоа што ќе го... Да, во Ausländerbehörde се дава барањето кај нас, например, и после се препраќа, конкретно сега тука во Regierungspräsidium, така и сигурно и во сите градови што се со Landkreis. И тоа ќе кажев исто, ете ти да не спомнеше, ќе кажев дека и за тоа ќе трае многу. Значи и тоа многу трае, покрај тоа што нели службени како нели институција си трае како таква, ама и овие проверки во позадина. Точно. Што се Landeskriminalamt, Bundesnachrichtendienst, не знам сега кои беа, баш 4 беа некако ми се во сеќавање. Verfassungsschutz, да. Значи, ептено да темелна проверка и тоа може да трае. Затоа тоа ќе трае. Да, па и плюс нешто ако имате сега нешто со законот, било каква ситница, ако е некако заведена, да, тоа може да си потрае. Да, затоа преиспитете се добро, проверете се, спремете се. Али, па ќе речем, пред време верувам зборуваме за наши луѓе кои што немаат такви многу големи работи. Кај нашите би требало, што ќе речеме, сигурно, например, учите го јазикот, да бидете сертификат, што да имате B1, учите ги тестовите, да се ги положите, мада, како што рече Марина, не е толку тешко, не е толку едноставно, малце, не? Општи прашања се не, да. Општи прашања се, тоа е да сте во работен однос, тие 5 години да ги имате тука, да немате некои ваквој, па ќе речем, ние сме сепак некоја си мирна нација која што би требало, се надевам дека ги почитува законските регулативи и дека ќе се поистовети со тоа што е дадено во германскиот устав.
Оти па речам, вие како германец, не праш ако можете да имате 2 и 3 пасоши, што ти знам, сепак они ти речат ти си потпишал за тој закон и треба да го држиш. Дали ни се свиѓа оти вака било, нака било или машкото е женско, женското е машко, они тоа го донеле, наше да го акцептираме. Ако не го акцептирате, треба да речете, ја не го акцептирам тоа, избавам за здраве, терам со тоа што си го имам. Точка. Да. Ова е супер, според мене, што го направи со повеќе државјанства. Никогаш не ја сватив поентата на откажување од државјанство. Како може ја, што сум родена и порасната во Македонија 20 и кусур години, и сега наеднаш и се откажав онака и само германско да го имам. И онака чудно е. Чудно е, не само деца земаат државјанство. Еви ти, дури други постари луѓе онака доаѓаат тука веќе на 40 години, на 45-50 ќе земе државјанство. И што да се откаже? Многу, не знам, јас ќе си поднесам пак за македонското да си го земам. Добро. Убаво вака што имаме на пример Да. дискусија. Јас сум секогаш вака, ја малце поинако и гледам на работите. Оти за мене секогаш прашањето кога имам на пример 2 или 3 работи, секогаш ја влечам она работа која што ми одговара на пример. Во овој момент имам само едно. И знам дека е тоа. И немам тука, значи тој да речам вакво е тоа сега, тука едно сум доле, друго сум ваму, трето сум таму. Не, но тоа не само за така што ми одговара, него како онака реалноста како таква е дека сум пола од животот повеќе од пола во Македонија и сега тука терам во Германија. Не може да се онака да се избрише тоа што било пред Германија. Фактот дека ти си родена во Македонија, јас сум роден во Македонија. Тоа никој не може да го земе. Никој не може да земе. Никој не може да го земе, сакаме на папир да се. Јас секој се кажувам од кај си македонец сум. Јас сум македонец, ама имам германско државјанство. Точка. И тука заврши приказката за мене. Па да, добро, ама еве на пример јас кога пример и во Македонија ја бев судски преведувач по германски. Кога се откажав од германското државјанство, од македонското, веќе не бев судски преведувач. Не сум ни во листата, значи бев ажурни, некако се разбрале и ме тргнаа, пошто веќе еден од условите не исполнувам, а тоа е да сум државјанин на Република Македонија. И од тогаш веќе јас не нудев. Чекај, како може? Чекај се. Да. Момент ма. Да си преведуваш во Македонија, треба да си државјанин на Република Македонија. Како може? И после веќе се откажав и не сум веќе. И затоа мислам сега добро, можев ја да бидам бесрамна и да си го нудам и печатот и преводи и се. Ама нели е тоа закона, сега не знам како е да си на пример со македонски државјанин тука, ако си македонски државјанин, дали можеш тука да бидеш тука, еве на пример ти сега го правиш ова и беше ли предуслов да бидеш германски државјанин? За државниот испит појма немам дали беше предуслов како така. Дека не. Ја мислам дека е. Треба да се има или германски или ЕУ, мада од друга страна па има многу луѓе што се дојдени. Ева, например, друг пример. Ти си дојден тука со виза. Плава карта, да речем. Студираш германистика или што ти ја знам. Го знаеш јазикот македонски. Така. Зошто не да пример биш преведувач тука? Па тоа беше тука, не е само дека треба да знаеш македонски, тука треба да си се спремиш, затоа нели кажував дека се тужев таму. Тоа си е... Помина. Да, тоа си е друго бауштеле. Ама, да, еве со тоа... Како германски државјанин, например, еве јас немам македонски пасош, кажувам јавно. Сите може многу да знаат, еве кажувам јавно. Да, си знаеме тие што имаме сега германски, нормално моравме да се откажеме. Можам доле куќа да купам, поседувам, не поседувам, кола, сите работи, истото што може тука еден македонец, право на реципроцитет е тоа. Право на реципроцитет. Како што може, например, македонецот тука, мора да може и германецот доле, например, да направи тоа. Не ми е за права, ти, како што кажа, јас си знам, ама сакам и на хартија да си имам. И плюс за мене што е плюс, дека одам релативно често во Македонија и нема да треба да се пријавувам како странец веќе.
Ја тоа си го почитувам, ми се пријавувам и се одјавувам секој пат во полиција. Ти си прав Да. странец се пријавиш. Не сум Да, ја да. одбршам колку кузе го 50 пати, дали сум 3 пати пријавен доле како странец. Стварно? Да. Па ја еднаш мислам дека не се пријавив, дека бев само 3 дена и Три кој пати дали страф се на пријавен доле. граница. Не, јас се пријавував. Ја. Добро, нема врска. Тоа па друга процедура ќе биде. Не знам лично како е, ако некој знае нека пише како може да се поднесе за македонско државјанство, ама и таму ќе бидат сигурно малку преоптеретени, дека до сега сигурно немало многу такви барања. Старите барања што се поднесени пред донесувањето на новиот закон ќе се обработуваат по новиот закон. Тоа е супер, дека сигурно има некои што си поднале, што чекаат уште и што си викаат и требаше сега да чекам 27 јуни, добри вести, не требаше да чекате, супер сте си направиле и... Мада малце е сега ваквоето, например, овие што поднале пред тоа, се откажале, например, да речем. Така? Не, дека уште, например, тие барања што уште не се откажале, што уште не добиле Einbürgerungszusicherung. Да. Они уште не се откажале. Се откажал, сега се откажал и овие другиве, и сега што правиме? Па имаше случаи кога овој закон веќе колку време се дискутира, година дена? Година дена. Да. Имаше случаи каде што луѓето си ги остава во мирување барањата. Најпаметно. Да. Да? Зашо? Кога веќе е јасно дека ќе се смени нешто. Па срика па институциите дозволува. Да спомнеме падреш без да правиме политички маркетинг, значи овие ако стасаат CDU, CSU, тој закон може да го не да го сменат, не верувам да го сменат, меѓутоа може да има некои други, сепак они не беа толку загреани за овие законски промени што настанаа со оваа влада во Германија. Тоа они не го поддржуваат. Бидејќи факт е дека они со ова, например, голем дел од тие, да речем, од 2015 година што дојдоа во времето на миграцијските движења, со ова фактички се легализираат. Например, досега беа азиланти на Дулдунг, со ова, например, сега веќе го имаат тоа право доколку животниот стандард и познавањето на јазикот им е загарантиран. Добро, тие од 2015 тие се веќе горе-доле средени, ама ова е уште еден обид на Германија да стане попривлечна и за странски работници, значи да биде попривлечна за мигранти, да дојдат тука, да останат и да се интегрираат. Колку ќе успее, ќе видиме. Кој ќе успее, кој е во процес, нека пише, нека каже, нека сподели. Мада, па да речем, во почетокот, кога се гласаше или кога беше во распределба, доста беше голема, например, бука по социјалните медиуми. Да. Се викаше, се радуевме, се надуе и кога испада на крајот законот, малце беше као штама, например. Дали некои има сосем подруги очекувања од целото тоа, меѓутоа тоа е тоа, законот е тој. Пасошот ви останува, државјанството ви останува, може да си го задржите. Сега германското е малце по терсен да го добиете. Паѓач, искуството е да ти каже, ја кажа, порано беше поинак, порано беше покритично доле, мислам покритично доле. Подолго беше доле, поголем процес беше. Сега тука е процес. Баш ме интересира првиот вака што ќе поднесе сега, тука негде во овој период, да видам баш кога ќе добие државјанство. Да го цитирам почитуваниот наш прв гостин Боро Мирчевски, дали ќе има јунак што ќе се каже, што ќе прикаже дека дал и поднел и добил. Да, стварно. Ке има сигурно, ке има. Па може и да го поканиме во нашата емисија како почесен гостин. Првиот гостин што добил германско државјанство со новиот закон од 27.6.2024. Ако некој е расположен за интервју, добив имейл од една новинарка од HR Info, тоа е радио тука во Хесен, кои што прават, значи истражуваат за новиот закон, прават некои како, не знам сега дали ќе биде видео, као дали ќе објават на страната или баш онака како радио секвенца. Барат луѓе кои што ќе поднесуваат барање за државјанство според новиот закон.
Ако некој има интерес, пишете ни и ќе ви дадам контакт. Со Марина, интересна тема беше. Мислам дека дадовме некои по-интересни, по-информативни информации за нашите слушатели, за оние кои што се заинтересирани тоа да го направат. Може би имаше некои недоразбирање или недоумици кај нашите, да се биде, да не се биде, како ќе биде, што ќе биде. Мислам дека со ова кажавме некои важни моменти да знаат што ги очекува во случајот да се одлучат да поднесат за германско државјанство после 5 години престој и да си го задржат своето македонско, а за другото и пред тоа може да си го задржат. Така да, многу успех ви пожелуваме во не така едноставната процедура и, како што рече Марина, пишете, кажете, споделите своји искуства, можете и на телевизија да отидете. А нас слушате ни понатаму во петочно со Марина и Панче. И тоа е тоа. Чао, чао. Чус!